Почитувани ученици, денес по предметот електрични мрежи ќе ја обработиме наставната содржина поставување на кабли во земја рачна и со помош на возила. Најпрвин да се потсетиме. За да може електричната енергија да се користи, истата треба да се пренесе и дистрибуира од местото на производство, односно од електраните до самите потрошувачи. Електричната енергија може да се пренесува и дистрибуира на два начина. Првиот начин е со надземни водови, односно далеководи, и вториот со подземни водови, односно кабли. На наредниот слајд, ни е прикажано пренесувањето на електрична енергија со помош на надземни водови далеководи. Меѓутоа, ние на надземните водови многу нема да се задржиме и поголемо внимание на овој час ќе прикажеме на пренесување на електрична енергија со помош на кабелски водови, односно кабли. За таа цел најпрвин ќе го дефинираме поимот кабел. Под поимот кабел се подразбира збир од еден или повеќе изолирани проводници кои меѓусебно се заштитени со заедничка обвивка. Енергетски кабел се состои од 5 основни елементи, и тоа: проводник, изолација околу проводникот, понатаму плашт, арматура и заштитен плашт. Секој дел си има своја функција во самиот кабел. Така, например, проводникот е главната компонента на самиот кабел и тој има улога да ја спроведува струјата. Најчесто проводниците се изработуваат од бакар и алуминиум. Изолацијата околу проводникот има улога да ги одвои, да направи изолирање на проводниците едни во однос на други. Внатрешниот плашт всушност заштитува продор на влага во внатрешноста на самиот кабел. Арматурата му дава механичка цврстина на кабелот и најчесто се изработува од челична лента и челична жица. После арматурата имаме заштитен плашт, кој што всушност ги штити арматурата и другите метални делови во самиот кабел од раѓосување, односно од корозија. На наредната слика ни се прикажани два енергетски кабли. Еве го спроводникот, изолацијата, внатрешниот плашт, арматурата и заштитниот плашт. Слично и на другиот кабел. Првиот кабел проводниците на првиот кабел се изработени од алуминиум, додека проводниците на вториот кабел се изработени од бакар. Црвената боја е боја карактеристична за материјалот бакар. Електроенергетските водови, односно кабли, се поставуваат слободно во кабелски ров. Димензиите на ровот зависат од две величини. Зависат од напонското ниво на кабелот и од бројот на кабли во самиот ров. Во табелата 1 ни е дадена зависноста на длабочината на вклопување на кабелски вод во земја од напонското ниво. Така, например, за кабел со напон од 1, 10 или 20 киловолти, длабочината на вклопување изнесува 0,7 метри. За кабел со напон од 35, 1, а за кабел со напон од 110 киловолти, 1,5 метри. Ширината, од друга страна пак, ширината на дното на ровот зависи од бројот на кабли во самиот ров. Така, например, доколку имаме еден кабел во ров, минимална ширина на дното на кабелот треба да биде 0,40 метри. Доколку имаме 2, 0,50 и така натаму, доколку имаме 5 кабли во самиот ров, ширината на дното на ровот треба да изнесува 0,95 метри. На наредниот слајд ни е прикажано копање на кабелски ров. Првата слика копање во урбанизирани населби, каде што всушност кабелски ров се поставува на тротоарот, првин се вади асфалтот и со помош на соодветна механизација се копа кабелски ров, и третата слика, каде што се копа кабелски ров, на пристапен терен, каде што немаме друга подземна инсталација. На втората слика е прикажан веќе ископан кабелски ров.
За поставување на енергетски кабли слободно во ров се применуваат 4 начини. Поставување рачно, поставување директно со возила, поставување со помош на влитло и влечно јаже и поставување со помош на транспортер. Ние, значи, во овој дел ќе ги обработиме двата први начини на поставување на енергетски кабли. Најпрви да објасниме за рачно поставување на каблите. Значи, кабелот е намотан на макара, а макарата е поставена на цврсто подножје и цело време за развлекување на кабелот стои на едно исто место. Најчесто, значи, се поставува на почетокот од трасата на самиот кабел. Кабелот почнува да се одмотува рамномерно од макарата, а работниците почнуваат да го прифаќаат одмотаниот кабел и на раци или рамена го носат и го поставуваат во самиот ров. Колкаво ќе биде растојанието помеѓу работниците, всушност зависи од теренските услови и од самата тежина на кабелот. Значи, секогаш каблите се поставуваат кривулесто во ровот, за да всушност се намалат дополнителните напрегања на кои што е изложен кабелот, доколку имаме, значи, загревање на кабелот или некои поместувања тектонски на самото тло на земјата. Покрај тоа, при поставување на каблите треба да се води сметка и за допуштени полупречници на свиткување на енергетските кабли. Во оваа табела, значи, за нисконапонски и среднонапонски кабли ни се прикажани допуштените полупречници на свиткување. При тоа, значи, за нисконапонски и среднонапонски кабли ни се прикажани најпознатите типови на кабли кои што се применуваат во дистрибуцијата. Така, например, за кабел од 1 киловолт допуштениот полупречник на свиткување, значи, за еден тип на кабли изнесува 12 по D, а за друг тип на кабли изнесува 10 по D. D е надворешен пречник на самиот кабел, изразен во милиметри. Откако го објаснивме рачното поставување на каблите, може да преминеме и кон поставување на кабли директно од возила. Како се одвива овој начин на поставување на каблите? Значи, сега макарата на која што ни е намотан самиот проводник е поставена во специјално опремено возило со вградени уреди за развлекување на кабли. Возилото полека се движи по должината на трасата и за тоа време кабелот рамномерно се одмотува од макарата. Работниците го прифаќаат кабелот и го поставуваат во ровот. Значи, овој начин на поставување на кабли во кабелски ровови всушност е најекономичен, меѓутоа, значи, неговата негативна страна е тоа што не може да се применува во урбанизирани населби, поради тоа што машините се многу гломазни, а знаеме во урбанизираните населби имаме многу вкрстосување на кабелски ровови, значи со друга подземна инсталација, понатаму со улици, раскрсници и така натаму. На сликите на овој слайд ни се всушност прикажани кабли, односно кабелски водови поставени во кабелски ров. Значи, гледаме на првата слика имаме 1, 2, 3 кабли, на втората слика имаме 2 кабли. Гледаме од сликите дека каблите не се поставуваат еден до друг, туку се поставуваат на одредено меѓусебно растојање. Колку ќе биде тоа растојание помеѓу два кабли, всушност зависи од номиналниот напон на кабелот. Така, например, доколку во кабелски ров имаме два кабли со напонско ниво од 1 киловолт, нивното меѓусебно растојание мора да биде 7 см. Доколку имаме 10 киловолти, 10, за 20 киловолти 15 и за 35 киловолти 20 см. Доколку во кабелски ров, значи сакаме да поставиме кабли со различно напонско ниво, тогаш нивното меѓусебно растојание, значи го земаме од меѓусебно растојание за кабли со повисокиот напон.
Ако имаме, значи, на пример, кабел со 1 и 10 киловолти, меѓусебното растојание треба да биде не 7, туку 10 сантиметри. За крај предлагам, значи, да погледнеме едно видео каде што всушност е обработено рачно поставување на каблите. Значи, еве, со помош на специјална дигалка се крева макарата. Станува збор за огромна макара, која што всушност има и голема тежина. Гледаме дека макарата, значи, се поставува на подножје, кое што подножје пак е поставено, значи, пред трасата на кабелскиот вод. И сега работниците, значи, помагаат во прицврстување на макарата за самото подножје. Значи, макарата да биде убаво прицврстена, да стои статично, значи, за да може од неа да се одмотува самиот кабел. Потоа, така одмотаниот кабел, всушност, работниците ќе го поставуваат во самиот кабелски ров. Значи, готово, макарата веќе е прицврстена на подножјето и сега пристапуваме кон поставување на самиот кабел во кабелскиот ров, значи, со помош на работниците. На крај имаме одредени прашања, значи, за повторување на оваа лекција.